Политичарите и експертите со различни ставови околу роковите за формирање влада. Според експертите, конститутивна седница треба да се одржи на 16 јануари, односно 20 дена од конечните резултати, а според политичарите, седницата треба да се одржи на 31 декември, 20 дена од одржувањето на изборите. Според пресметките на експертите, крајниот рок за формирање влада е 26 февруари, а според политичките партии, собранието за новата влада треба да гласа на 10 февруари. Оставката на лидерот на ДП Амендух Тачи за едни е акт на одговорност заради лошите изборни резултати, за други пак нова тактика за продолжување на животот на ДПА. Во анализата на нова поранешниот министер за финансии аналитичар Джевдет Хајредини вели дека да се грижал Тачи за изборниот резултат не ќе поднел оставка сега, туку многу поодамна. За Имер Селмани оставката на Тачи треба да се гледа како искрен чин, без манипулативна позадина и како очекуван акт по слабите резултати на изборите, особено на последните. Истрагата за причините за падот на патничкиот авион Туполев 154 оди во 4 насоки, но дека нема докази дека еден од нив е терористички напад или саботажа, соопшти денеска руската федерална служба. Четирите главни верзии се дека авионот бил погоден од некое тело, неквалитетно гориво кое предизвикало губење на притисок и на крај прекин во работата на моторот, грешка на пилотот и техничка неисправност на авионот, се вели во соопштението. Во Русија денеска е ден на жалост.